Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Криминалците и СДСМ се две различни лица на една иста паричка. Зоран Заев и Љупчо Николовски ги стават криминалците кои што ги ограбуваат земјоделците да управуваат со земјоделската политика во државата. Кире Неделковски, наместо во притвор за проневера тешка 300.000 евра, пари украдени од тутунарите, Заев и Николовски го поставија на функција. Додека земјоделците со скинати патеки газат по нивите на Жешкото сонце, Кире Неделковски, кој украде скоро 300.000 евро од Сојузот на тутунопроизводители, е поставен за член на управниот одбор на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Не му се доволни 300.000 евра, па сега зема уште 10.000 денари месечно од граѓаните на Република Македонија. Почитувани, ова е решението кое што е подпишано лично од премиерот Зоран Заев за поставување на Кире Неделковски на позицијата член на управниот одбор на агенцијата од која што треба да го поттикнува и напредува земјоделието во Република Македонија. Наместо стручњаци и лица кои што си ја познаваат проблематиката, Зоран Заев и Љупчо Николовски на позиции постуваат луѓе чија единствена квалификација е тоа што успеале да ги украдат земјоделците и да го оштетат напатениот народ на Република Македонија. Трајан, Љупчо и Зоран, ова е причината поради која земјоделците излегуваат на протести. Ви се обраќам на тројцата што Трајан е вашиот пулен, кој што е исплашен па мора да го брани Љупчо Николовски, кој што досега е најнеуспешниот министер за земјоделие во Република Македонија. Трајане, Љупчо, Зоран, на земјоделците им е преку глава од вашата криминална политика и криминалците во вашата влада. Додека вие ја пустошите државата, се повеќе земјоделци ги оставаат нивите празни и се иселуваат од државата. Време е да си заминете. Земјоделците ќе ве казнат сите погубни политики кои што ги изводевте во изминативе 3 години. На СДСМ му се гледа крајот. Време е за обнова на Република Македонија.